Добро вечер од мене, добро вечер од колегата Боријан Јовановски. Да, ова е новото информативно издание на 1ТВ, но ова информативно издание го почнуваме со една малку поинаква тема, односно вие најавуваме кампањата за роденденот на 1ТВ. Токму така, една година 1ТВ. Ветивме телевизија по ваш вкус. Реакциите од вас ме уверуваат дека успеавме. Една година со 1ТВ. Продолжуваме. Среќен роден ден, 1ТВ. Искрено во ова една година од студиото, особено ми е мило што бев дел од третирањето на многу различни теми во ударни термини. Имав прилика да зборувам за политика, култура, образование, се до екстремни спортови. Илјадници карактери, сите важни чинители во своите области. Таквите различности го прават комплетен мозаикот. Иако во тимот на Студио 1 сум од неодамна, знам дека секогаш ќе има простор за секој оној кој има потреба да се изрази. Не секој добива можност да ги каже своите проблеми, но 1ТВ е тука и континуирано ви дава простор. Досегашното искуство ме научи дека мојата обврска како новинар е да бидам гласот на граѓаните, а новинарот секогаш треба да биде и добар слушател. Телефонските линии никогаш не ги затворивме. Вашата една минута стана повеќе минути во отвореното Студио 1. Веќе една година сме секој работен ден со вас. Одбележуваме една година 1ТВ. Среќен роден ден, 1ТВ. 1ТВ е единствената телевизија во Македонија со 9-часовна отворена програма. Се дружиме со вас секој работен ден, од понеделник до петок. Почнуваме во 14, а завршуваме во 23 часот. Отвореното студио е нашиот заштитен знак. Во него секој може да најде нешто интересно. Разговори, информации, дебати, музика, но и авторски емисии. Во Правда и неправда зборувавме за селективна правда, за принципот на неказнивост, за корупција. Продолжуваме во потрага по правдата. Една година, 1ТВ со вас. Среќен роден ден, 1ТВ. Се множат. Да ни се множат, така е. Тема на ова издание на Дневникот е се шансите на Македонија да започне преговори со Европската Унија во јуни. На таа тема имаме изјава од францускиот амбасадор за 1ТВ, господинот Тимонија. Мој гостин во Дневникот е вице-премиерот за европски интеграции Бујар Османи. А за сите останати содржини што ги подготвивме во ова информативно издание, ќе се информираме од Форшпанот. Останете со нас. Останете со нас. Уште една жртва од несреќата кај Ласкарци. 19-годишна девојка по речиси 40 дена борба за живот им подлегна на повредите. Антикорупционерите ќе го истражуваат случајот со дивите платформи на Матка. Обвинителството инсистира на притвор за Стефчо Јакимовски. Власта и опозицијата со диаметрално спротивни разлики за специјалното јавно обвинителство. Утре истекува рокот за поднесување на кандидатурите. Државната изборна комисија на седница ќе одлучува за кандидатурата на Река. Тема во ова издание на Дневникот се нашите европски перспективи. Вчера се одржа Советот за стабилизација и асоциација. Како што знаете, некои од земјите членки, особено Франција и Холандија, имаат известни резерви околу тоа да ни дадат зелено светло за старт на преговори во јуни, и затоа нашата колешка Лепа Џундева денеска беше да поразговара со францускиот амбасадор. Токму така, она што тие го наметнаа е дека треба да продолжиме со сериозна борба со криминалот и корупцијата и реално спроведување на реформите. Да го проследиме подготвениот материјал. Прашањето за влез во ЕУ е отворено. Иако се оцени дека законодавната работа е недоволна, нема да биде крај на светот, вели францускиот амбасадор за 1ТВ. Според Тимонија, земјата мора да покаже дека е предност за Европската Унија, а не дополнителен товар. Вели, чашата е само до половина и тоа не зависи од државите членки, туку станува збор за прецизни критериуми кои земјата мора да ги исполни. И дали треба само да се сконцентрираме на месец јуни,
Не знам, прашањето е се уште отворено, затоа што ќе се одржи и друг Европски совет во месец октомври, и ако се оцени дека законодавната работа е недоволна, тоа не ќе значи дека ќе се случи крајот на светот, но треба сите да разбереме дека треба сите да помогнеме за да се стигне до крајната цел, односно земјата да биде спремна и зрела за отворање на преговорите во јуни. Јавноста треба да просуди што е направено затоа што под квалитетни реформи се подразбира тие и не само да бидат изгласани, туку и спроведени. Амбасадорот вели дека е важно серијата на закони кои што се во собраниска процедура да бидат завршени. Јавна администрација, борба против корупција, реформи во судството, тајните служби, успешно спроведени председателски избори и конструктивна опозиција е тоа што се бара. Тимоние вели дека усвојувањето на некои од законите каснеле, а земјите членки прецизно ќе го разгледуваат извештајот на Европската комисија. Се надеваме дека председателските избори ќе се реализираат во добра клима, изборите ќе бидат праведни, без манипулации и дека ќе бидат правични. И одржувањето на добар диалог помеѓу опозицијата и владата е фактор за стабилизирање на состојбите. Во меѓувреме, францускиот експерт Франсуа Лафон работи во секретаријатот за европски прашања кај подпредседателот Бујар Османи, со кој во моментот се подготвуваат 3 семинари, кои што пак ќе овозможат на овој секретаријат во најдобрите можни околности да се почнат преговорите за членство. Вчера во Брисел Европската комисија упати пофалби за напредокот, но не и гаранција дека во јуни ќе има зелено светло за отпочнување на преговорите. И Могерини и Хан задоволни од динамиката на реформскиот процес, но јасни, последниот збор ќе биде по извештајот во мај. А сега, како што најавивме, гостин во Дневникот на Еден ТВ, вице-премиерот за европски интеграции, господинот Бујар Османи. Добро дојдовте. Благодарам за поканата. Како поминавте вчера во Брисел? Мислам одлично. Прво на доручекот имаше невообичаен одзив на министри за надворешни работи. Повеќе од стандардните, не само за нас, туку и за другите формални состаноци во Брисел, што покажува прво знак на почитување кон тоа што го направивме, меѓутоа и пораките што ги дадоа до еден и тие што ги сметаме за поскептични во процесот се охрабрувачки и позитивни, но работата не е завршена. Имаше добар дел од изјавите беа во насока на охрабрување за тоа дека треба да се почнат преговори во јуни, но очигледно е Франција и Холандија. Претпоставувам имаат известни резерви. Амбасадорот Тимоние веќе зборува за потребата да, ако може да се одложи оваа дебата дали ќе почнеме во јуни или не, и да разговараме за тоа што правиме евентуално да се добие зелено светло за преговори во септември. Видете, таа дебата беше во јуни минатата година, кога се донесе рамка за започнување на преговори во 2019 година. Значи, веќе Советот одлучи минатата година дека во јуни 2019 треба да се утврди датумот, доколку се продлабочи реформскиот моментум, така беше формулацијата на Советот. И мислам дека тоа ние го направивме и во делот на испораката на политичките прашања, но и во делот на реформите, и Советот сега треба да ја потврди таа приказна која што во нашата држава е толку мокна, да ја звелам, има сила не да не влече нас, туку целиот регион да го влече, толку е мокна приказната што ние ја произведовме во овој период, а тоа е како резултат на европската идеја. Ние немавме друг мотив за да ги направиме овие компромиси и овие тешки одлуки ако не беше европската идеја. Добро, јас би бил среќен кога сами по себе како потреба наша би се наложило да правиме се што е добро, но во вакви ситуации на европски скептицизам мислам дека дава кредибилитет на целата европска приказна, така да сметам дека ние сме значаен фактор во тој. Добро, французите сега викаат окей е тоа ticking the box, што би се рекло во жаргонот во Советот на министрите, односно исполнување на гласање на закони. И сега велат прво да видиме што е со имплементацијата, а тоа обрна внимание и комесарот Хан кој потенцираше, и тоа ми направи впечаток во еден дел од неговата изјава во која вели менталитетот и културата.
Вака, јас мислам дека прво подсвесно правиме една грешка, дека премногу се фокусираме на тоа што треба да се направи, заборавајќи што испорачавме во овој период. Дури и ние кога одиме во Брисел зборуваме за тоа што ќе направиме, не набројувајќи баш до детали дека тоа што го направивме и не беше лесно. И во делот, пак ќе кажам на политичките прашања, и во делот на реформите. Требаше многу труд, многу работа, многу разговори, многу компромиси. Добро, тоа изгледа дека не е лошо да притиска некој од сите страни, можеби е добро за вас. Не смееме да го подцениме. Ние сме спремни за започнување на преговори и денеска, со све тоа што го направивме. Меѓутоа, во реде, се согласувам дека треба, освен добри закони, треба имплементација. И такви се искуствата на Европската комисија со право, господине Османи, бидејќи Македонија, конечно и владата на Груевски, во која вие бевте, исто така штиклираше закони, но имплементацијата нивна беше катастрофа, како што и сами знаете. Видете, во последниот извештај на Европската комисија, кога направи кумулативен пресек на постигнувањето, ние излеговме пред Србија и пред Црна Гора во неколку во делот на транспонирањето на европското аки. Тоа што зборуваше Хане за менталитетот, за однесувањето на луѓето во системот, во духот на реформите што ги тој вели, фино е што имате закони, но дај да видиме како треба тие, дали имате култура, дали во вашиот ментален склоп сте подготвени тие закони да ги транспонирате во реалност. Кој е моето објаснување? Според тоа што емпирички сме го гледале во минатото, однесувањето на луѓето зависи од тоа каква е перспективата за членство. Тогаш кога сме имале, еве направете вие една хронологија на случувањата. Луѓето ги претпоставуваат и политичарите, претпоставуваат. И политичари, и суди, и административци, и лекари, сите во системот. Дека во периодите кога сме имале јасна перспектива за членство, луѓето се однесуваат во тој дух како да тоа е осветлено и треба да внимаваат како се однесуваат. Во моментите како се стеснува, односно се затемнува перспективата, а тоа го видовме заради ветото и статус квото кој што го имавме, луѓето некако се однесуваат како да се во темнина. И затоа ни е важен јуни. Затоа што јуни ќе го врати ентузијазмот. Јуни ќе го врати фокусот на секој човек во било кој сегмент од општеството да се однесува европски. Една фрустрација во јуни, уште една затворена врата ќе прати лоша порака. Добре, да видиме сега. Затоа велам дека тоа се врзани прашања што потикнува што. Дали реформите јуни или јуни уште повеќе ќе ги потикне реформите ако се валоризира тоа што според и вашиот план, законот за СЕО е јасно вие дека е сине ква нон за Европската Унија, за Советот на министрите, ќе може ли да биде донесен со оглед на несогласувањето меѓу власта и опозицијата околу нацрт текстот на овој закон? Јас реков и во една прилика и во Брисел дека патот до Брисел оди преку антикорупцијската политика на државата. Тоа е сега фокусот, а ние во овој период етаблиравме 3 столбови. Ја го викам големото трио на институции за борба против корупција и организиран криминал. Тоа е антикорупцијска комисија новата, тоа е СЕО и тоа е координативното тело за борба против сериозен и организиран криминал. Тоа се столбовите на оваа голема политика. И јас мислам дека треба да сватиме колку е важна оваа политика за успех на процесот, независно што сметам дека и ние и денеска сме спремни за да започнеме, но ова е важна порака и мислам дека во овој период треба да смогнеме сили да ги надминеме партиските разлики и да испорачаме во уште овие два момента ни останаа незавршени. Безбедносните служби и законот за јавно ова што УБК се обидува да заобиколи ОТА, како го оценувате како тенденција? Има различни интерпретации. Според експертите, тоа е базична тактичка опрема која што не нуди прислушување, така да и е одобрена на некој начин од експертите кои што помогнале во изработка на Европската комисија и од комисијата, меѓутоа особено од стратешките партнери. Законот за судски совет? Законот за судски совет, мислам дека денеска ги добивме и амандманите кои што ќе бидат како хармонизирани, предложени од коалиционите партнери и дека тука не е сензитивно многу прашањето, пошто се надминати разликите и ќе помине, мислам, без некои поголеми потешкоти. А за СЕО не сте баш сигурни? Останува разликите суштински се во делот на Законот за јавно обвинителство, во кое што е вметнато и специјалното јавно обвинителство. Во коалицијата немаме никакви разлики по однос на овој текст. Во ДУИ се окей во однос на КТСРМ? Да, воопшто не сме го покренале тоа прашање, покрај тоа што имаше во јавноста некакви шпекулации
пратеници од тој вид. Значи, ние даваме фул поддршка и на составот, и на текстот на законот, и на начинот кој што е предвиден. Треба во овој период да се обидеме да ја вклучиме опозицијата во приказната. Ако не се најде решение, да се најде опција законот да се обезбеди мнозинство. Да се најде опција да се обезбеди мнозинство како што се обезбеди некое мнозинство. Да има 80. Да се пратениците да се одлучат по своја волја. Да. Се надевам не подцена на нови пазарења. Се надевам. Господине Бујар Османи, ви благодарам за овој разговор. Еден ТВ е веќе во Европската унија со сценографијата. И честитам на да, и вас ви посакуваме во јуни да добиете преговори. Тоа беше разговорот со вице-премиерот за евроинтеграции Бујар Османи. Продолжуваме со другото, со антикорупционерите. Токму така, продолжуваме со останатите содржини. Случајот со дивоградбите на Матка стигна до антикорупционерите. Државната комисија за спречување на корупција го отвора предметот подопрен глас, кај антикорупционерите се запалило црвеното светло, откако институциите се прогласиле за ненадлежни. Председателката на Државната комисија за спречување корупција Билјана Ивановска во случајот препознава елементи на корупција, објаснувајќи дека општината не носи одлуки. Членовите на антикорупцијската комисија денеска на седница едногласно одлучија да отворат предмет за дивоградбите на Матка. Под опрен глас комисијата ќе истражува дали имало коруптивни дејствија при нивно поставување и постапката за нивна легализација. Алармот кај антикорупционерите се вклучил откако сите институции се прогласија за ненадлежни. Почувствувавме дека некако дојде до закочување институционална и од тие причини сметам дека Државната комисија за спречување на корупција има елементи за постапување од аспект на тоа да види дали постои злоупотреба и незаконско работење во општината. Ние будно ја следевме состојбата со Матка, меѓутоа вчера слушнавме дека институциите се прогласија за ненадлежни. И тоа нас ни го запали црвеното светло и сметаме дека има тука елементи на корупција, бидејќи општината подолго време не донесува одлуки. И имаме обврска и надлежност да го испитаме случајот. Институциите кои имаат надлежност да ја сопрати зградбата и натаму креваат раменици, откако повеќе од месец дена си ја префрлаа одговорноста. Во меѓувреме платформите не само што не престанаа да се градат, туку сопственикот си ги украси со цвеќе. Министерството за транспорт и врски побара од Државниот инспекторат да направи увид во состојбата на Матка. Оттаму пак информираа дека им се врзани рацете откако добиле одговор од општина Сарај дека уште од лани е почната постапката за легализација на дивите платформи. За сето ова време, Министерството за животна средина најавува дека е при крај изготовката на нов закон за заштита на водно и Матка, преку кој точно ќе се утврдат заштитените зони. Продолжуваме со една лоша вест која дојде од клиничкиот центар, уште една жртва од ласкарци. Токму така, по речиси 40 дена борба за живот, денеска на Карил почина 19-годишната девојка на која претходно и беше ампутирана ногата под тешката сообраќајка кај ласкарци. Според првичните информации кои за 1ТВ ги потврдија од Карил, девојката починала како резултат на повеќе тешки повреди на 4 системи на коските, мускулите, карлицата и стомакот. Несреќата се случи на 13 февруари, а во неа загинаа 13 луѓе. Подоцна на повредите им подлегнаа уште двајца од тешко повредените патници во автобусот што се обраќаше на линијата Скопје-Гостивар. По спроведената истрага 7 осомничени завршија во притвор за предизвикување на несреќата. И Александра, како се гледам во сценариото, уште една вест која не е за радување, а тоа е тепачка на средношколци во градскиот превоз, во автобусот. Што се случило? Токму така, неколку средношколци по Пладнево се степале во автобус број 5 на јавното сообраќајно предпријатие кој сообраќал на булеварот Теодосиј Гологанов кон центар. Од ЈСП потврдиле дека нема повредени патници. Инцидентот е пријавен во 14:30 часот. Од Министерството за внатрешни работи информираат дека веднаш излегле на терен и приведени се дел од учесниците во физичката пресметка. Инаку, обвинителството денеска ја обжали одлуката на судот да му додели куќен притвор на поранешниот градоначелник на Карпуш Стефчо Јакимовски, па обвинителството денеска побара повторно од судот Стефчо Јакимовски да биде притворен. Токму така, поради опасност од бегство или влијание врз сведоци, обвинителството бара промена на синоќа определената мерка куќен притвор во ефективен притвор во шутка за Стефчо Јакимовски. Истото се бара и за останатите двајца осомничени за незаконска
законска легализација на бараките кај поранешниот ресторан Имес, како и за злоупотреби со јавни набавки и изградба. Јакимовски домашен притвор доби поради здравствени причини. Приватизацијата на бараките била извршена откако претходно според обвинителството незаконски биле легализирани и врз основа на тоа било продадено државно земјиште за ниска цена наместо по пазарна. Одиме во судот, продолжи денеска после долга пауза судењето за она позната афера за Маđar Телеком, која фрла сомнение врз многу поранешни, но и актуелни политичари во Македонија. Судењето за Маđar Телеком обвинителство од Американската комисија за хартија од вредност ги доби документите за продажбата на Македонски Телеком. Во раце ги имаат протоколот за соработката меѓу македонската влада и Магерматив, како и нон-пейперот, односно неофицијалниот документ во кој се впишени имињата на Владо Бучковски како страната А и пријателите од Тетово, односно лицата со иницијали АА и МДЖ. Во доверливиот документ пишено и дека Магерматив ќе исплати 2,5 милиони евра на страната А, односно на Бучковски и на пријателите од Тетово. Парите ќе бидат исплатени во 3 рати, пишува во документот. Ова на судењето Маđar Телеком СЈО му го предочи на сведокот Джемеили Мехази, кој беше повикан дека како министер за транспорт и врски го потпишал протоколот. Тој рече дека не се сеќава на деталите, бидејќи не учествува во составувањето. Одбраната тврди, не го видела нон-пейперот. Според обвинителката, тој документ треба да содржи конкретни плаќања за одредени личности и тој документ произлегол од протоколот за соработка. Судењето Маđar Телеком продолжува за една недела, кога за сведоци се повикани поранешниот разузнавач Слободан Богоевски и екс-представникот на државниот капитал во Маđar Телеком, универзитетскиот професор Борче Давидковски. Богоевски на сведочење во Њујоршкиот суд против тројца поранешни менаџери на Маđar Телеком тврдеше дека неколку милиони евра биле внесени во земјава со службен владин автомобил за подкуп на тројца политичари, екс-премиерот Бучковски, лидерот на Дуј Али Ахмети и Муса Џафери. Токму поради овој исказ во судот, Ахмети и Џафери за навреда и клевета го тужат Богоевски. Првечно апелација ја укина првостепената пресуда, па Ахмети и Џафери повторно преку граѓанскиот суд треба да докажуваат дека Богоевски им нанел штета на честа и угледот. Тој се бранеше дека никогаш не изнел клевета, туку новинарите го објавиле неговото јавно сведочење пред Њујоршкиот суд. Па се офајдија сите, тие што го продава најмногу, се офајдија и офшор фирмата на Кондоминас. И ние добивме највисоки цени во Европа. Со децени беше оплячкан македонскиот народ. Случајот Маđar Телеком СЈО го презеде лани во ноември, а по 8 години продолжи судењето против тројцата поранешни директори на унгарскиот Телеком, Атила Сендреј, Ролф Плат и Золтан Кишјакус. Казнено поправната установа Затвор Скопје во најкусможен рок и во целост ги реализирала задачите од управата за извршување санкции по инцидентите во притворското одделение од 21 февруари, кога беа нападнати екс-министрите Милијана Киевски и Спиро Ристовски. Ова го покажува контролниот стручно-инструкторски надзор, извршен на 15 овој месец по устна наредба на директорот на управата. Надзорот покажал дека на сите шеталишта е поставено дополнително рефлекторско осветлување, што овозможува подолго користење во текот на денот, а поставена е и нова безбедносна мрежа на истите. Ова овозможува притворениците да се сами на шеталиштето и да не се мешаат со лица од други простории. Затворски полицајци што го вршат спроводот на притворениците и осудениците задолжително ќе се ангажираат и на работни задачи во притворското и затворското одделение. Дополнителни задолженија добиле и командирите на смена и нивните заменици, кои треба да постапуваат при приемот на новодојдени осудени и притвореници, кои според нивна проценка се ризик за безбедноста на затворот, а наредено им е и детално евидентирање на настаните во одделението за притвор. Заради детално истражување на инцидентот, директорот формирал комисија за испитување на причините и донел решенија за изрекување дисциплински санкции за некои од припадниците на затворската полиција. Во ова издание на Дневникот уште една тема. Неделава имавме
пожар од посериозни димензии на Скопска Црна Гора. Во оваа прилика уште еднаш дојде до израз отсуството на потребната опрема и дефицитот на опремата која им е потребна на пожарникарите. Па така тие покрај нивната храброст и решено да се справат со вака тешки ситуации, успеа да ја завршат својата работа, но остана отворено прашањето зошто противпожарната служба не е доволно опремена, особено сега во пресред на летото кога се најавуваат и високи температури. Пожарите на отворено, некарактеристични за овој период од годинава, на нозе ги кренаа надлежните власти. Од огнената стихија на Скопска Црна Гора се поставува прашањето колку властите имаат моќ да се справат со пожарите. Ова придонесе на свој придонес на оваа појава, што ја нарушува безбедноста на граѓаните, имаат и слабостите на системот во противпожарната заштита. Пожарите на отворено годинава почнаа порано од вообичаено. Го активира алармот кај властите. Полни раце работи имаат пожарникарите, па се поставува прашањето колку тие се подготвени да се справат со опасностите на терен. Пожарникарството е благородна и доблесна професија, но условите во кои работиме се лоши, вели Владимир Кочовски од противпожарната бригада. Пред објективот на нашата камера тој ни раскажа со какви проблеми се соочуваат. Има дефицит на работници, недостасува секако видна опрема, од униформи до алати. Старата опрема не се заменува со нова, прашина фаќаат и автомеханичките скали. Малку понатак има автомеханички скали. Двете се донација од збратениот град Нидберг. Третата е купена многу одамна. И се трите во, за жал, неисправна состојба. За главен град се работи за метропола Малтене, за милионски град, и таа скала не е неопходна. Ние сме намален број и тоа е работа, да речеме, за 15 на луѓе, а ние го правиме четворица обично. Што кажува дека работиме за 4 луѓе одеднаш. Кочовски вели дека надлежните институции покажале разбирање и сочувство во однос на нивните проблеми. Има и тендер за набавка на автомеханичка скала и 3 нови противпожарни возила. Македонија во моментов се соочува со масовни огнени стихии, невообичаени за овој период од годината. Страотен пожар беснееше на Скопска Црна Гора. Повеќе од 12 часа гореше сува трева и ниска вегетација. Властите беа немоќни, пред се поради непристапноста на теренот, но и тоа што ер-тракторите не можеа да интервенираат ноќе. Репортажата на оваа тема, подолга репортажа за состојбите во противпожарната служба ќе можете да гледате во текот на наредните програмски појаси на 1 ТВ. Продолжуваме со останатите содржини. Владата и опозицијската ВМРО ДПМН имаат сериозни разлики во однос на иднината на специјалното јавно обвинителство. По првиот неуспешен обид за приближување на разликите, опозицијата најави поднесување на амандмани кои треба да ги достави до СДСМ најдоцна до утре. Новата средба на двете партиски групи е најавена за впеток. Освен политичките партии, владата денеска призна дека постојат диаметрално спротивни мислења во врска со иднината на специјалното јавно обвинителство. Да, постојат клучни, сериозни разлики помеѓу опозицијата, представниците на ВМРО ДПМН и владата на Република Северна Македонија. Како што знаете, опозицијата бара СЈО да биде оделение во основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, а не посебно обвинителство како што е ставот на владата. Втората клучна разлика е околу иднината на истрагите кои што се во тек, предистражните постапки и обвиненијата кои што се покренати по 18 месеци од предавање на материјалите. Владата пак останува на ставот дека специјалното обвинителство треба да биде дел од редовното, но со одреден степен на автономија. Владата исто така не се согласува ово обвинителство да ги прекине веќе започнатите предмети. Шефицата на СЈО Катица Јанева во емисијата на 1 ТВ Печат на неделата изјави дека специјалното обвинителство е резултат на политички договор, но поради кризата која настана во правосудниот систем, кој, како што рече Јанева, не реагираше на бомбите кои беа објавувани од тогашната опозицијска партија СДСМ. Мислам дека во суштина никој пат не може да има идеален закон, ниту па и овој што го практицираме е идеален. Најважно е тоа да обвинителот, кога се работи закон за обвинителство, да има доволно интегритет, авторитет
и проактивност да го оживее тој закон во пракса. Ви го обезбедува ги овој закон? Тоа ни го обезбедува и мислам дека е добро направено во согласно со европските закони. Реагираше и невладиниот сектор. Тие минатата недела побараа владата да го повлече предлог законот и да го врати на доработка во Министерството за правда. По неуспешниот прв обид, портпаролот на владата Бошњаковски за впеток најави нов обид за договор за еднината на специјалното јавно обвинителство. Кандидатите за председател на државата најдоцна до утре треба да ги достават своите кандидатури до Државната изборна комисија. Досега кандидатура има доставено само кандидатот на албанската опозиција Блери Мрека. Кампањата за председател на државата почнува на 1 април и ќе трае до 19, пошто следува изборниот молк. Првиот изборен круг за 6-тите председателски избори е закажан за 21 април. Председателските кандидати на СДСМ и ВМРО ДПМН, Стево Пендаровски и Гордана Силјановска, ќе го чекаат последниот ден за поднесување на кандидатурите до Државната изборна комисија. Утре на полнот истекува рокот. Кандидатурата ја поднесе Блери Мрека, поддржан од Алијансата и БЕСА. Од комисијата велат дека за да го запазат рокот од 48 часа на утрешна седница ќе одлучуваат за кандидатурата на Река. Во меѓувреме, Пендаровски и Силјановска ги користат последните мигови за средби со граѓаните, бидејќи според изборниот законник по официјализирањето на кандидатурите, па се до почетокот на изборната кампања, не треба да имаат изборни активности, а партиите кои застанаа зад нив продолжуваат со меѓусебните напади. Јановска коментира се, но не за становите на синот на Иванов. Исто како што молчи за штетните политики на ВМРО ДПМН, кои нито еднаш досега ги нема осудено. Силјановска сака да биде новиот Ѓорги Иванов, партиски послушник кој ќе ги брани партиските интереси и ќе работи спротивно на интересите на граѓаните. Зоран Заев и Стево Пендаровски во екот на кампањата за парламентарните избори ветуваа дека младите ќе бидат во фокусот на власта на СДСМ. Ветуваа нови работни места, подобро образование и повисок стандард. 2 години ништо од тоа. Заев и Пендаровски ги излажаа младите. Кандидатот кој добил мнозинство гласови од запишаните во избирачкиот список, околу 900.000, ќе биде победник уште во првиот круг на 21 април, бидејќи нема цензус, но распоредот на силите на политичката сцена покажува дека ќе имаме и втор изборен круг на 5 мај. Победник ќе биде кандидатот кој ќе добие мнозинство гласови под услов да излезат 40% од запишаните избирачи. Деновите меѓу двата круга партиите ќе го искористат за политичко пазарење и поддршка за кандидатите. Алијансата за албанците не ја исклучува можноста на вториот круг да го поддржат кандидатот на ВМРО ДПМН. Побројните критики и констатации за тоа дека образовниот систем не е добар. Конечно од Министерството за образование дојде барем најава дека имаат намера нешто да реформираат, па така има новини во предметот на граѓанското право со кои така се предвидува барем во најавата ќе може да се слушне и гласот на основците, односно какво е нивното мислење за образовните содржини и образовниот систем. Од сега гласот на основците ќе биде слушнат преку предметот граѓанско право. Новата образовна програма предвидува дебати, од кои ќе произлезе мислење кое ќе биде вметнато во образовната програма. Основците ја поздравија оваа програма. За промени потребни се мотивација и упорност. За да се мотивираат и поддржат учениците, треба да се мотивирани и самите наставници. Веруваме дека наставниците може значително да придонесат за подобра иднина за младите и затоа во реформите на образованието нивната улога е клучна. Новиот концепт за граѓанско образование подразбира систематизирано подготвување на младите за нивна активна улога во општеството и стекнување на современи граѓански компетенции. Преку предметот граѓанско право, учениците на иновативен начин ќе може да ги кажат нивните идеи преку вежби за време на наставата. Секое нивно мислење ќе биде земено во предвид, токму кога станува збор за нивното граѓанско право. Концептот не подразбира само теоретско изучување на определен предмет, туку и меѓупредметно поврзување во наставни активности и младински иницијативи.
Ваквиот приод се базира на позитивните искуства од други земји, но и на контекстот на нашето мултикултурно општество. За реформите што ги спроведуваат Министерството за образование и наука и Бирото за развој на образованието. Учениците се тие кои продуцираат идни генерации и градат ставови за еднаквоста. Министерот за образование Асаф Адеми ги поздрави наставниците кои дале согласно со проектот, како и нивните ученици кои тој ги нарече и не на државата. Што се случува во Србија? Пред малку во отвореното студио имав можност да разговарам со лидерот на опозицијската либерално-демократска партија Чедомир Јовановиќ. Помеѓу другото го прашав и за се почестите квалификации на тие протести во Србија од страна на актуелната власт и претседателот Вучич за тоа дека во Србија се спрема некакво македонско сценарио. Моето прашање до Јовановиќ беше што подразбираат под македонско сценарио? Oni dođu i iskoriste gostoprinstvo vašeg predsjednika vlade i ja bi se isto tako ponašao da dođe bilo koji političar iz Makedonije, ja bi ga dobronamerno primio, ne bih se mešao u unutrašnje političke prilike, a onda oni to iskoriste, slikaju se, pa pujdaju Vučića na Zajeva tim fotografijama. To je uzrok, to je priča o makedonskom scenariju. To je razlog što Vučić priča o makedonskom scenariju. Nemojte da mislite da on to veruje. Nego on radi ono što je Srbima neophodno da bi Srbi stali iza koga? Iza njega. Што стои за тоа? Зошто инсистира Вучич толку на тоа македонско сценарио? Zato što je veš političar. I onda on kaže што е вештината во тоа? И што подразбира под македонско сценарио? Sad ću da vam kažem. Onda onog trenutka kada izađe i kad kaže ljudima ovo što se dešava je makedonski scenarij, odnosno nešto je dogovoreno tamo izvan zemlje, tog trenutka to za prosječnog čoveka u Srbiji nije napad na Vučića, to je napad na Srbiju. Доживотна казна затвор доби поранешниот претседател на Република Српска Радован Караџиќ од механизмот за кривични судови во Хаг. Жалбениот совет се согласи со обвинителството дека казната од 40 години не е соодветна за тежината на кривичните дела. Пред изрекувањето на пресудата, Сдруженијето на мајките од Сребреница поставиле транспарента со кој Караџиќ го споредиле со Хитлер, а интервенирала и полицијата. Механизмот за кривични судови, наследник на судот за воени злосторства во Хаг, му изрече казна до животен затвор на поранешниот претседател на Република Српска Радован Караџиќ. Жалбениот совет се согласи со обвинителството дека казната од 40 години не соодветствува со тежината на кривичните дела на Караџиќ и дека одлуката на претресното собрание е неразумна и неправична. Жалбениот совет заклучи дека обвинителството не докажало грешка на претресното собрание кога пресудило дека немало геноцидна намера кај Караџиќ за злосторствата во 7 општини во БиХ. Жалбеното собрание, освен едноделумно усвоено барање на Караџиќ, ги отфрли сите останати наводи од тужбата. Медиумите ја пренесуваат постапката со задоцнување од 30 минути, бидејќи, откако лани хрватскиот генерал Праљак испи отров по изрекувањето на пресудата, судот стравуваше дека истото може да го направи и Караџиќ. За време на изрекувањето на пресудата се случи инцидент. Мајките од Сребреница поставија на заштитната ограда транспарент Радован Караџиќ геноцид, Адолф Хитлер холокауст и одбија да го отстранат. Дали утре ќе биде проблем да се спомене Радован Караџиќ? Смешно и безобразно да се тргне овој транспарент. Јас сакав да го тргнам затоа што ќе ме спречеа да влезам во судот, но мајките од Сребреница не сакаат да се тргне и не сакам да им се спротивставам. Имаат премногу страдања зад себе. Караџиќ во 2016-та беше осуден на 40 години затвор за геноцид во Сребреница и злосторства против човештвото во Босна и Херцеговина од 1992 до 1995 година. Долги години се криеше во Србија под лажен идентитет Драган Дабиќ, доктор по алтернативна медицина. Инаку, Александар, на оваа тема исто така разговарав со Чедомир Јовановиќ и интересно е што тој е единствениот политичар во Србија кој го осудува Радован Караџиќ. За жал, во моментот ниту власта, ниту опозицијските партии не се во состојба да кажат било што за да се оградат од она што Радован Караџиќ го има направено, но тоа ќе можат гледачите го видат на интервјуто, моето интервју со Чедомир Јовановиќ, кој може да го најдат на сајтот на 1 ТВ. А во сценариото
гледам дека Обединетите нации правеле истражување кој е во светот среќен, кој е несреќен, во која држава се живее посрекно, во која несреќно, каде е Македонија? Македонија според ова истражување на 84-то место. А кој е Финска е најсрекната земја, Македонија на 84-то место, според извештајот за среќа на Обединетите нации. Пролонгирањето на Брекзитот за 30 јуни ќе доведе до сериозни законски и политички ризици. Франција широм земјата распоредува војници во пресред на најавените протести на жолтите елеци за престојниот викенд. Во Сомалиленд на 1,7 милиони луѓе им е неопходна хуманитарна помош. Во продолжение уште неколку информации од светот. Финска е најстрикната земја во светот, се наведува во овогодинешниот глобален извештај на Обединетите нации за среќа спроведен во 156 држави. Граѓаните на Северна Македонија се на 84-то место, додека минатата година беа на 89-то. Во денеско објавениот извештај кој се темели на истражувањата на Галуп, анкетираните со оценки од 1 до 10 одговарале на прашалник за одредени фактори во нивните земји, како што се квалитетот на животот, сочувството кон другите, слободата, великодушност, искреност и здравјето. Финска, како и во претходните години, ја задржа водечката позиција. Веднаш зад неа се Данска, Норвешка и Исланд. Меѓу првите 10 се и Холандија, Швајцарија, Шведска, Нов Зеланд, Канада и Австрија. Од земјите од регионот, најсрекни се во Словенија на 44-то место. Потоа следуваат Косово на 46-то, Србија на 70-то, Црна Гора на 73-то, Хрватска 75-то, Босна и Херцеговина 78-то, Грција 82-то, Бугарија 97-то и Албанија на 107-то место. Најнесрекни се луѓето во Јужен Судан, а пред нив на дното на листата се Централна Африканската република и Авганистан. Пролонгирањето на истапувањето на Велика Британија од Европската Унија за 30 јуни ќе доведе до сериозни законски и политички ризици, предупреди денеска Европската комисија по официјалното барање на британската премиерка Тереза Меј за одлагање на Брекзит за 3 месеци. Според Еврокомисијата, лидерите на ЕУ на самитот, што ќе се одржи утре и задутре во Брисел, ќе треба да изберат меѓу краткорочно одлагање на Брекзит до 30 јуни, како што бара Меј, или подолгорочно, најмалку до крајот на 2019 година. Комисијата предупреди дека одлагањето на Брекзит по 23 мај ќе значи дека Велика Британија ќе мора да учествува на изборите за членови на Европскиот парламент, предвидени за во мај годинава. Меј денеска испрати писмо до председателот на Европскиот совет Доналд Туск, во кое формално побара пролонгирање на Брекзит до 30 јуни. Европскиот совет утре ќе го разгледа барањето на Меј и се очекува таа да образложи на кој начин одложувањето ќе помогне да биде одобрен договорот за излегување од ЕУ во британскиот парламент. Францускиот председател Емануел Макрон објави дека широм земјата ќе бидат распоредени војници за да помогнат во одржување на безбедноста за време на протестите на жолтите елеци планирани за овој викенд. Макрон изјави дека армијата ќе обезбедува владени згради и други локации за да има возможи на полициските сили да се фокусираат на одржување на јавниот ред и мир. Околу 7000 војници, од кои повеќето се вооружени со автоматски пушки, веќе се распоредени широм земјата со цел заштита на чувствителни локации по смртоносните напади во 2015 година. Француската влада во понеделникот објави нови мерки за безбедност и забрана на протестите на жолтите елеци долж авенијата Шанзелизе во Париз и во 2 други градови по немирите во саботата во кои беа уништени продавници со луксузна стока. Околу 1,7 милиони луѓе имаат потреба од хуманитарна помош во самопрогласениот регион Сомалиленд, соопшти денеска глобалната хуманитарна организација Оксфам. Недостигот на дожд и продолжената суша уште од 2016 година ја продолжуваат кризата, предупреди организацијата, и додаде дека снабдувањето со вода се намалува со алармантна стапка, поради што локалните заедници се приморани да носат вода со цистерни. Како што наведува Оксфам, околу 4,9 милиони луѓе широм Сомалиленд и Сомалија тешко доаѓаат до храна, а околу 2,6 милиони се интерно раселени од вкупниот број на населението кој изнесува меѓу 14 и 15 милиони луѓе. Во продолжение следуваат минутите за вестите од спортот. Со нас денеска е колегата Дамјан Николовски со најновите информации од спортската сцена. Почнуваме веднаш по краткиот джингл.